Референдум за Казандол сепак ќе има. Жителите на општина Богданци, на чија територија треба да се протега дел од рудникот, успеаја да се изборат да се слушне нивниот глас. На 11 јуни ќе се изјаснат за две прашања. Дали сте за или против продолжување со работа на рудникот и рударскиот комплекс Казандол? Дали сте за или против отворање рудници и рударски комплекси за металични минерални суровини на територија на општина Богданци? Советот на општина Валандово не донесе одлука за референдум, но граѓаните собираат потписи за да ја принудат локалната власт да организира референдумско изјаснување. Време има се помалку за жителите да ја постигнат целта, но и за инвеститорите да го отворат рудникот. А за 15 години после експлоатацијата ќе се замини, ќе остане таа јеловина така. Уште ова е зелена оаза во Македонија. Правна сила овој референдум нема, бидејќи националното богатство е богатство на државата. И тоа се и рудите. Ако се настави и понатаму со оваа работа, мислам еден ден ќе нема ни рудник, нити земјоделци ќе има тука. Процесот на вадење на таа руда нема да има негативно влијание врз животната средина. И затоа е дозволено да се гради овој рудник. Доколку имаше, верувајте, државата ќе го стопираше уште на самиот почеток. Тенка е линијата на раздвојување на институционалните убедувања од народните стравувања. Развивање на државната економија по цена на локалното органско производство и екологија. Дали рударството и органското земјоделство одат рака под рака? На околу 300 метри воздушна линија од рудникот во изградба Казандол е лоцирано истоименото село. Празните сокаци водат кон висорамнина и обработлива земја. Продавница нема. Тука живее турско население и тоа е случајно од земјоделство. Од дворот на ова семејство, кој одгледува раноградинарски култури, погледот завршува во ископаните длабнатини на рудникот. Ама за нас е тоа болест, нема живот как што треба, не можеш ништо тука повеќе да садиш. Дали ќе имаме, ние може со пари да купуваме, не. И затоа за нас тоа ќе биде многу тешко. Ние едноставно јас не сум расположена таква нешто да се отвори. Многу близко е, да е далеко. Не е добро. За нас, за деца, за луѓе, не е добро. Во мирниот Казандол има околу 100 куки. Луѓето не се многу расположени да зборуваат јавно за најавениот ископ на бакар и се поделени. Дел се за отворање на рудникот, бидејќи ќе има работа. Другите пак се плашат за здравјето. Сега тука селото нема водовод, немаш уште да вадиш, само за пиење има вода. Не се имаме такви нешта, само тутун сега на селото. А кога ќе почна рудникот, никој нема да зема тоа работа. Например, Бостан да се или Зелка да се не сака да зема. Оти близко на рудникот. Може ние нема да видиме таа загадувањето. Ама деците сигурно ќе видат. 100% сигурно ќе видат тоа загадувањето. Како рударскиот комплекс ќе влијае врз квалитетот на животот во Казандол? Место кое е најблиску до рудникот, но и до Валандово и Богданци, кои се во околината. Гевгелија Речиси едногласно кажа не за рудници за злато на Кожув. Градоначалникот Франгов изјави дека граѓанската волја е обврзувачка, барем за локалната власт. Но, за разлика од Гевгелија, каде компаниите се уште се во фаза на детални геолошки истражувања,
Во Казандол веќе се започнати градежни работи за изградба на рудник. Англиско-украинскиот инвеститор Сардич, каде акционери неизвршен директор и Јацо Спасеновски, кој од 2006 до 2009 година беше министер за земјоделство од редовите на Социјалистичката партија на Дзинго, ја доби концесијата за експлоатација на бакар, злато и сребро во 2015 година. Фирмата тврди дека досега потрошила 11 милиони евра. Да, конечно, инвесторы обеспокоены этой ситуацией. Я не думаю, что жители Валандова будут голосовать против хорошего будущего, который приносит этот проект. Но загрижени се и валандовчани. Немаат верба во зборовите на инвеститорот. Стравуваат дека на градот, во чиј јатар вирее органското производство на калинки, грозија и домати, му се заканува еколошка катастрофа. Се плашат дека последиците нема да бидат само врз нивното здравје, туку и врз екзистенцијата преку губење на сертификатите за органски производи. Државата во претходните 10-15 години има инвестирано околу 1 милиарда во субвенции за да го подигне земјоделието тука. Ние сега направивме капацитети за земјоделие, направивме капацитети за органско, зимаат земјоделците субвенции, одеднаш сега сите ќе видите рудари. Не може така. Значи ние тука имаме нашиот регион има околу 20.000 жители, кои што од утре за 250 вработувања ќе станат рудари? Не, тоа не е начин. Крајно е време да се испочитува тоа дека подрачјето е земјоделско и да се даде приоритет исклучиво на земјоделието. Другите грани кои се косат со потребите на земјоделието и кои го нарушават опстанокот на земјоделското производство треба да се заустават евентуално на капацитети за преработување на земјоделски производи би дошле во предвид. Па имаме 30 хектари оранжерии, имаме 15 уште во Грчиште. Знаете дека замина во рамките на Југославија која ќе звона по телефонот на комбинатот, шалјете 5 камиона или 3 камиона зелка или домати. Сега 5-то оделение детето знае на интернет, ако како од рударско подрачје, како и се отворат, значи нема нашето производство да земине. Кај ќе не иселат насија? 360 степени ги консултираше двете официјално акредитирани компании, Процерт и Балкан Биосерт, кои вршат контрола и сертификација на ваквиот тип земјоделско производство. Оттаму велат дека потенцијално рудникот може да биде причина за одземање на сертификатите за органско производство, ако теренските истражувања покажат зголемено загадување на почвата како резултат на експлоатацијата на руда. Во Законот за органско производство е пропишано ограничување за местоболожбата единствено за пчеларниците. Во нивен радиус од 3 километри не смее да има извор на загадување, автопат, индустријска зона, депонија или трговски центар. Меѓутоа, во Законот нема информации колкава треба да биде оддалеченоста на рудник од земјоделски површини и населени места за евентуално влијание на производството како органско. Еден од овие невладини организации, било каков факт, било каков аргумент да достави до владата, до општината, до било каде што ќе докаже или покаже, или ќе има индиции дека рудникот ќе загадува. Верувајте, во тој момент ние ќе реагираме. Но досега само се шпекулира, не е доставен нити еден факт, нити еден доказ дека овде ќе загадува. Катерина Каракотева тврди дека еколошкото друштво Калинка доставило такви документи со забелешки и предлози до општината и до Министерството за транспорт и врски уште во 2015-та. Будно следејќи ги случувањата околу отворањето на новиот рудник, таа вели дека анализите на екологистите предупредуваат на можни несогледливи штети. Што ќе биде со прашината која што ќе се издвојува од дробењето на таа руда? Добивме одговор дека нема да се дробат мали честички, дека ќе бидат тие поголеми камења. Така да, подземните води, сите тие миења на рудата, за кои што исто така морам да напоменам дека ќе се потроши голем дел на вода. Ќе има загадување во почвата, во подземните води, близу се бонарите за водоснабдување кај селото Удово. Така да загадување ќе има,
а кој ќе ги снеси сите тие последици после тоа, не е наше да кажеме. Колкаво загадување ќе предизвика дробењето на рудата? Прашањето го поставивме до представниците на институциите и до инвеститорот. Има различни одговори. Еден каменолом има многу повеќе прашина од колку овој рудник. Автомобилот има поголема емисија на штетни материи од колку овој рудник. Пушењето има 10 пати поголеми последици по здравието на луѓето од колку овој рудник. Има многу повеќе работи, земјоделските активности имаат многу поголем импакт и поголемо загадување од овој рудник. Станува збор за прашина и нормално и така треба, ова е студија правена од професионалци, да го кажат своето. Да, има прашина од ископот. И тоа е нормално. Но не во тие граници што ќе ги загрозува здравието и животот на граѓаните. Дали би имало било какво влијание и негативно, не само сега, и во иднина. И за наредните генерации. Затоа се поставуваат овие прашања и затоа се превземаат сите мерки. Доколку би погледале понатаму низ документацијата, ќе видите дека има постојано отпрашување, намалување на бука, бесшумно минирање, нула емисии од производството. Испарување само на водена пареја, само на водената молекула. Значи, целото тоа е обработено. Но, по стандардите, бидејќи читате европски документ, по стандардите на Европска унија и на Светска банка и на Европската банка за развој, кои се и многу построги дури од европската регулатива, некој дел кон кој исто се прилагодувавме, за да ги задоволиме стандардите на берзата. На територијата на Валандово нема мерна станица за квалитетот на воздухот. Најблиската е во Кавадарци, на 70 км оддалеченост. Инвеститорот тврди, пред отворање на рудникот ќе се постават мониторинг станици во комплексот, но и надвор од него. Има и други обврски, да обезбеди здравствени прегледи и анализи на населението, добитокот и почвата, пред отворањето на рудникот и потоа. Што покажуваат студиите за социјалните аспекти и за животната средина за Казандол? Во овие документи, објавени на веб страницата на компанијата, можат да се прочитаат низа забелешки токму за овие аспекти. Ниво на бучава при минирање, чувствителност во село Казандол, умерен карактер. Емисии од сообраќај за време на градежни активности, надминување на стандардот. Ќе дојде до промена во начинот на живот за луѓето кои живеат близу рудникот. Оние што не може да бидат вработени, а истите се служат со овие ресурси, може да бидат крајно рангливи ако овие ресурси им се пресачат. Зголемен ризик за жители на Казандол поради емисии, прашина и помали испарувања од рудникот и од процесот на складирање. Овие минимални последици за околната средина за некој период може да предизвика известно влошување на здравјето на луѓето и добитокот. Кога ги прават експертите, тоа секогаш го пишуваат за било кој објект. Ако ја земете било која студија, ако пишуваат брана да градат некаде поради вибрации нешто, тие исто тоа го пишуваат, дека може да има одредени ефекти на амбиентот, на здравието, поради бучавата. Значи тоа е на некој начин, меѓутоа не пишуваат дека ќе има значајни влијанија на здравието, на животот на граѓаните и така натаму. Значи такво нешто, вака јас стручно читајќи го, тоа не го пишува и такво нешто не може да се случи. И институциите кои ја доделија концесијата и инвеститорот велат дека ќе се работи според најсовремени технологии. Нивните тврдења се дека ризиците ќе бидат сведени на минимум, а компанијата ќе треба да покаже дополнителна општествена одговорност. Дали овој земјоделски рај ќе доживее рударски крај?